Дневник на К1 телевизија. По настаните кои го одбележаа денот, почнуваме веднаш. Останете со нас. ВМРО ДПМН и ДУИ не договорија формирање на нова влада. Започна екстерното тестирање. Прва крводарителска акција во Кавадарци. ВМРО ДПМН и ДУИ не се договорија за формирање на влада. Партијата со најмногу освоени пратенички места во собранието преку соопштение ја информира јавноста дека договор не е постигнат и дека ВМРО ДПМН останува на своите принципиелни позиции во однос на стратешките прашања од државен и национален интерес и прогласок усвоен на 17 декември минатата година. Нема договор за коалицирање со ДУИ, информира ВМРО ДПМН во соопштението испратено до медиумите. ВМРО ДПМН е заедно со коалицијата за подобра Македонија како победник на последните предвремени парламентарни избори. Смета дека формирањето на влада треба да биде во функција на затворање на политичката криза, а не низино продлабочување, и смета дека одржувањето на нови избори е зрело решение, а во функција на надминување на кризата и поставување на реформските приоритети во прв план. Секое друго решение само ќе доведе до нова конфликтност и проблеми во и онака поделеното општество и нема да биде во функција на одржливост и остварување на било чии програмски цели, стои во соопштението. Очигледно некој сака да се занемари волјата на мнозинството граѓани и да ја втурне Македонија во нова неизвестна фаза од незиниот развој. ВМРО ДПМН останува на своите принципиелни позиции по однос на стратешките прашања од државен и национален интерес и прогласот усвоен на 17 декември 2016 година. Од друга страна, на ДУИ е битен договорот кој го имат подпишано со албанците. Според изјавата на портпаролот на ДУИ, Бујар Османи, дебатата била корисна, конструктивна и добронамерна за да се донесе најдобрата и најздравата одлука за сите граѓани на Република Македонија. Од последните состаноци на претседателството на партијата, во кој што беа присутни и новите пратеници, тоа што унанимно едногласно заклучивме и одлучивме е дека таа дебата не може денеска да биде исцрпена и дека немаме доволно аргументи да се определиме за било која од петте опции кои што беа ставени како предмет на дебата. Така да останува во наредните денови да продолжиме по однос на оваа аргументација, за да може да ја исцрпиме дебатата и за да може одлуката да биде што покорисна за граѓаните на Република Македонија. Остануваат сите опции отворени. Рокот за составување на нова влада истече на полнок, откако на 9 овој месец претседателот Ѓорѓе Иванов му го довери мандатот на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, односно на партијата која на предвремените парламентарни избори освои најмногу гласови. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска на пресконференција рече дека очекува претседателот Ѓорѓе Иванов мандатот за составување на новата влада да му го довери нему. Ова доаѓа откако ВМРО ДПМН и ДУИ не постигнаа договор за коалицирање. Во Уставот, конкретно во член 90, не е доречена целата постапка во однос на тоа што следува понатаму доколку првиот мандатор не успее да состави влада како што се случи вчера на полнок. Од тука се појавуваат разни толкувања и шпекулации на поединци експерти кои вршат сопствено толкување на Уставот и прават паралелни со устави практики со други земји, вели универзитетската професорка Тања Каракамишева. Влада која што ќе ги обезбеди стратешките интереси на граѓаните и на Македонија, а тоа се придвижување кон евроатлантските интеграции. Реков во еден наврат и како имаме суштински и суштествен став и по платформата на албанските партии, подпишана зад која што стојат сите. Верувам дека и ДПА стои позади ваквата платформа, но истовремено и за предусловите на ДУИ. Јас се надевам дека ќе го добиеме мандатот за да веднаш ги соопштиме тие наши ставови, но впрочем тоа и може да го насетите.
Во нашиот устав, конкретно во член 90, за жал не е доречена целата уставна постапка, што натаму доколку првиот мандатар не успее да состави влада, како што тоа се случи вчера на полноќ. Од тука се појавуваат разноразни толкувања и шпекулации и субјективни видувања на разни поединци експерти кои што вршат сопствено толкување на уставот и прават паралели со уставни практики во други земји, како е во Хрватска, во Словенија, во Бугарија. Веднаш кажав дека тие уставни практики се добри како репер кога ќе се подготвува новиот устав, пошто очигледно нашиот устав е недоречен и фаличен во овој дел од постапката, што доколку првиот мандатар не успее да состави влада. Ние немаме натамошна доразработка на постапката, немаме уставни норми кои ќе ја доуредат постапката, како во овој случај, што потоа. Сите тие уставни практики на кои што асоцираа експертиве и политичките партии се во ред доколку нели подготвуваме нов устав и пишуваме нови уставни норми, но во нашиот случај имаме само една уставна норма, член 90, која вели дека мандатот за состав на влада го добива мнозинството, онаа партија партија која што има мнозинство пратеници во собранието на Република Македонија. Што значи дека самиот устав асоцира на тоа дека само изборниот победник го добива мандатот за состав на влада. Сега сите се во очекување на одлуката на председателот Ѓорге Иванов. Македонската информативна агенција пренесува дека по добивање официјално известување од страна на Собранието на Република Македонија дали мандаторот има поднесено програма и предлог за составот на нова влада на Република Македонија, председателот Иванов ќе почне консултации со надлежните институции и политичките партии. По ваквиот расплет на состојбата реакциите стигна и од Европската Унија. Портпаролката на неоформираната влада на Европска Унија, Маја Коцијанчик, во име на официјален Брисел, уште еднаш предупреди дека земјата нема време за губење. Таа истакна дека коалицијата треба да биде што е можно поширока и да се потпира на силен, инклузивен реформски консензус и меѓуетничка соработка. Председателот Ѓорге Иванов да изврши итна консултација со политичките сили во земјата и да определи лидер за формирање на што е можно поширока влада. Ова се очекувањата на Европската Унија по непостигнатиот договор за формирање на влада меѓу ВМРО ДПМН како победничка партија на последните избори и ДУИ. Ова го соопшти портпаролката на неформалната влада на Европската Унија, Маја Коцијанчич, која во име на официјален Брисел уште еднаш предупреди дека земјата нема време за губење. Гласноговорничката на Европската комисија појасни кои се очекувањата на Европската Унија во однос на тоа како тие би сакале да изгледа новата македонска влада. Коалицијата треба да биде што е можно поширока и да се потпира на силен, инклузивен реформски консензус и меѓуетничка соработка, а како што добро знаете, ние очекуваме од идната влада и од сите политички сили во земјата да продолжат со имплементирање на договорот од Пржино и решавање на итните реформски приоритети, бидејќи сето ова е витално за понатамошен прогрес на земјата на патот кон европските интеграции и ова е нешто на што сите политички партии се обврзаа, а истото го очекуваат и граѓаните, истакна Маја Коцијанчич, пренесува Мија. Започна екстерното тестирање на матурантите. Првиот ден од екстерното тестирање во 4 средни училишта во Велес помина во најдобар ред, а вториот ден од екстерното ќе се спроведе во четврток на 2 февруари. Сања Левкова Ангелова ги има деталите. Матурантите од средните училишта денеска полагаа екстерно тестирање. Првиот ден од екстерното во сите 4 средни училишта во Велес помина во најдобар ред. Во најголемото средно училиште во градот Коле Неделковски, директорот Боро Ристовски рече дека екстерното тестирање утрово почнало точно на време и се одвивало без никакви проблеми. 92 ученика денес полагаат, кои што се распоредени во 3 термини во групи согласно распределбата која што беше доставена од државен испитен центар. И во гимназијата Кочо Рацин првиот ден од екстерното тестирање помина во најдобар ред. Што се однесува до информатичкиот дел, беше се во најдобар ред. Навремено ги добивме списоците, среденосот и тестирањето
отпочна на време без никакви проблеми. Присутност на учениците 100%, што значи за сега немаме забелешки. Директорот на Средното општинско училиште Димитрија Чуповски информираше дека првиот ден од екстерното тестирање успешно помина и во оба училиште. Сите ученици кои што беа на списокот за проверување дојдоа, успешно се спроведе екстерното проверување, немавме никаков проблем со техниката и за сега се одвива во најдобар ред. Во Средното економско училиште Јовче Тесличков вкупно 120 ученика полагаа екстерно тестирање на првиот ден и таму екстерното се одвиваше во најдобар ред. Екстерното тестирање тече во најдобар ред, бидејќи претходно Комисијата за екстерно тестирање од нашето училиште успешно изврши организирање на самото тестирање, така да се тече во нормален ред и учениците мислам дека го покажа своето знаење кој што го стекнаа во текот на изминатото полугодие. Учениците задоволни од тоа како одговориле на прашањата на екстерното тестирање на првиот ден. Функционираше супер, прашањата беа логички затоа што јас полагав социологија. Се си течеше во ред. Беа во согласност што не беа дадени на интернет. Од МОНИ добро нешто решивме и до крај имаше, ќе видиме. Лесни беа прашањата. Сите што беа во базенот на прашање, сите беа по тест. Вториот ден од екстерното тестирање ќе се спроведе во четврток на 2 февруари, а прелиминарните резултати ќе бидат објавени на 7 февруари. Во општина Кавадарци 379 матуранти полагаа екстерно тестирање. Тестирањето во кавадаречките училишта започна без проблеми. Екстерното ќе се спроведува до 3 февруари, а во Кавадарци се полага денеска на 30 и на 2 февруари, информираа советничката за образование при локална самоуправа Зорка Вачкова. Средношколците во завршна година од гимназиско или стручно образование денеска полагаат екстерно тестирање по првиот од двата предмета од полагањето. Тестирањето во кавадаречките училишта започна без проблеми. Полагањето по првиот предмет навреме започна во гимназијата Добри Даскалов, Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров и во Средното училиште Киро Спанџов Брко. Екстерното ќе се спроведува до 3 февруари, а во Кавадарци се полага денеска и на 2 февруари, информира советничката за образование при локалната самоуправа Зорка Вачкова, посакувајќи им среќа како на учениците, така и на професорите. На ниво на општина Кавадарци се тестираат 379 матуранти во 3 средни училишта и тоа во гимназијата Добри Даскалов се тестираат 198 матуранти од сите профили, гимназиско, правен техничар и економски техничар. 141 матурант од 3-годишно и 4-годишно образование се тестираат во Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко и 40 матуранти се тестираат во Средното општинско училиште, земјоделско училиште. На ниво на општина почнато е тестирањето и во теке. Тестирањето се одвива на ниво на држава од 30 јануари до 5 февруари, но во општина Кавадарци тестирањето се реализира на 30 јануари и на 2 февруари. Една недела пред тестирањето учениците добија податоци за деновите на тестирање, а во петокот училиштата ги објавија и распоредите по предметите по кои учениците ќе бидат проверувани. Со овие тестирања се наметнува обврската на учениците редовно да го учат материјалот во текот на годината, а не само за оценка. Со резултатите од екстерното тестирање навага е и објективноста на нивната оценка која ја добиле од професорот. Опфатеноста на овие ученици е со тоа што секој ученик полага по 2 предмети и претежно се опфатени сите предмети кои што се изучуваат во 4-та година. Во средните стручни училишта се опфатени ученици од 3-та и 4-та година, од 3-годишно и 4-годишно образование за учениците кои што ја завршуваат оваа година со тоа што се зафатени сите профили и струки и се внимаваше на тоа уште Државниот испитен центар да бидат опфатени предметите кои што и наставниците кои што предаваат во завршните години, како би биле опфатени непристрасно, транспарентно и да се развива тестирањето во складот на законските прописи. Прелиминарните резултати ќе бидат објавени на 7 февруари, пошто незадоволните ученици од оценката ќе имаат рок од 3 дена да поднесат приговор. Сите други ученици од 4-то оделение до 3-та година средно екстерно ќе бидат тестирани на крајот од учебната година.
Резултатите ќе бидат објавени 2 дена после завршувањето на екстерното тестирање, тоест на 7 февруари, нели тоа прелиминарно објавување на резултатите, така да учениците ќе имаат нели увид на тоа што постигнале, кој резултат го постигнале на екстерното. А исто така ова екстерно нели е битно и за наставниците кои што врз основа на постигнатиот успех на учениците е постигнатиот успех и на наставниците. Инаку половина милион прашања предвидени за екстерното тестирање достапни за учениците на страната на Министерството за образование и Државниот испитен центар беа уште пред еден месец. За годинешното тестирање внесени се 20% нови прашања, откако били избришани оние за кои лани имало приговори кои беа прифатени. СДСМ Велес бара во најкус рок да им се исплатат платите и придонесите на работниците на фабриката за шински возила Колска. Менеджментот вели се прават напори за подобрување на финансиската состојба. Валентина Михајловска ги има деталите. На работниците од фабриката Колска во најкус рок да им се исплатат платите и придонесите, бараат од општинската организација на СДСМ Велес. Потенцираат дека последните пари што тие ги земале се 5000 денари како дел од септемвриската плата и упатија неколку прашања до раководството на фабриката. Зошто не им се исплатени платите и придонесите на работниците? Дали е точно дека дел од работниците се прогласени за технолошки вишок противправно? Колкави долгови има фабриката за струја и вода? Колкави се загубите на фабриката со договорите од МЖ Транспорт, затоа што цената на изработка не ги покрива трошоците? Денешните објавувања представуваат класични невистини, истите ги отфрламе како паушални, стои во писмената реакција на фабриката за шински возила Колска. Изминатата недела фабриката го плати здравственото осигурување на работниците и им ја доплати септемвриската плата, а исто така и дел од октомвриската, односно им исплати една цела плата. До кога СДСМ ќе ги лажи и ќе им создава притисоци на работниците кои честно си го заработуваат парчето леп во фабриката која за нив живот значи? До кога ќе изјавуваат невистини дека фабриката ќе се затвора и дека вработените ќе одат на технолошки вишок? Напротив, во моментов, Министерството за транспорт и врски, во координација со менеджментот на фабриката, со тим од Македонски железници транспорт АД и други субјекти, изготвуваат платформа за унапредување на работата на субјектите во железничкиот систем во кој спаѓа и Колска. Уште еднаш ги повикуваме СДСМ да престанат да се служат со интриги и лаги, стои во писмената реакција на Колска. Во чест на празникот на лозарите и овоштарите Свети Трифун во општина Неготино и оваа година традиционално ќе се одржи манифестацијата Недела на виното, каде ќе се одржи избор на најдобри вина и раки од индивидуални производители. За најдобрите производители организаторот обезбеди пригодни награди и признанија. Манифестацијата Недела на виното и оваа година традиционално ќе се организира во општина Неготино, а во чест на празникот на лозарите и овоштарите Свети Трифун. Во рамки на манифестацијата ќе се одржи надпреварот за избор на најдобри вина и раки од индивидуални производители. Заинтересираните своите мостри од вино и ракија можат да ги доставуваат во општина Неготино на трети кат од 8 до 11 часот секој работен ден, заклучно со петок 10 февруари оваа година. За пријавување на надпреварувањето потребно е да се донесат по 2 мостри од вино и ракија од општина Неготино. Квалитетот на мострите ќе биде оценуван од страна на стручна комисија составена од енолози од Сдруженијето на енолози на Република Македонија. За најдобрите производители, организаторот обезбеди пригодни награди и признанија. Авиарна инфлуенција е болеста која ги зафатила живината и другите птици во соседните земји Бугарија, Србија и Грција, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Станува збор за болест која е високо заразна и може да предизвика големи загуби во живинарската индустрија. Негативно влијае и на увозот и извозот на живи птици и производи од живина. Согласно известувањето од Агенцијата за храна и ветеринарство и општина Велес упатува на навремено интервенирање
и информирање со ветеринарната служба за секоја појава која е невообичаена кај живината. Оваа година општина Велес со голема поддршка за спортот се реализираат проектите, се поддржуваат спортските манифестации, а се вложува и во спортската инфраструктура. Градоначалникот Славчо Чадиев додаде дека вложувањето во спортот ќе продолжат и во текот на оваа година. 2016 година е една од најплодните на полето на спортот во општина Велес. Локалната самоуправа придава големо значење во развој на спортот и при тоа континуирано се реализираат проекти, се поддржуваат спортските манифестации и се вложува во спортската инфраструктура. Општината ги формираше ГРК Борец и градскиот одбокарски клуб Борец. Финансиски, организационно, целосно застанавме за овие два клуба. Целта ни е градење на брендот Борец, што тенденција ќе продолжи и во иднина. По подолг период, квалитетните надпревари во ракомет и одбојка секој викенд се посетени. Значајно е тоа што локалната самоуправа беше посредник во преговорите со фирмите и бизнисмените и за останатите спортски клубови, истакна Чадиев. Тоа се однесува секако на малиот фудбал, каде што игра фудбалскиот клуб Велес и убедливо најдобар во македонската прва лига, но тука е и договорот со господинот Кочо Андјушев, односно начинот на соработка, кој што многу брзо ќе испадне и на презентирани пред јавноста. Дека општината вложува во спортот, говори и фактот што во 2013 година во градот имаше само 15 фудбалски клубови со регистрирани 186 фудбалери. Денес имаме 21 клуб и 1900 фудбалери и спортски работници од овој спорт, истакна градоначалникот Чадиев и додаде дека вложувањата во спортот ќе продолжат и во текот на оваа година. Во рамки на планираните годишни активности, Општинската организација на Црвен крст Кавадарци заедно со Институтот за трансфузиона медицина денеска реализираше првата крводарителска акција за 2017 година. Драгоцената течност што живот значи денеска ја даруваа граѓаните на Кавадарци. Општинската организација на Црвен крст Кавадарци заедно со Институтот за трансфузиона медицина денеска ја реализираше првата крводарителска акција за 2017 година во рамки на планираните годишни активности. Драгоцената течност што живот значи денеска ја даруваа граѓаните на Кавадарци. На само 2 часа од почетокот на акцијата беа собрани 25 крвни единици, соопшти доктор Анита Божинова Петковска од Институтот за трансфузиона медицина. Ова е првата акција од програмата за крводарителски акции во Кавадарци, традиционална крводарителска акција во општината. Имаме доста добар одзив досега од граѓаните на Кавадарци, кои што секогаш несебично се вклучуваат во крводарителските акции, го покажуваат своето хумано дело, даруваат од својата драгоценна течност со цел да спасат нечiji живот. Очекуваме околу 50 до 60 на крвни единици да собереме. Досега имаме околу 25 крвни единици веќе собрано. Скоро од сите крвни групи имаме крвни единици до сега од крводарителскава акција, значи и негативни, и позитивни, и поретките и почестите веќе ги имаме обезбедено. Ваквите крводарителски акции се одлична можност за оние кои се одлучиле за прв пат да ја даруваат својата животна течност. Од година на година бројот на крводарители се повеќе расте, што значи се буди хуманоста и солидарноста кај нашите граѓани. Акциите од граѓанството акциите застапени се значи граѓани од 18 до 65 годишна возраст, така да очекуваме да има и млади првократни кои што прв пат ќе се јават на крводарителска акција. Секој граѓанин во старосна граница од 18 до 65 години може да дарува крв, со тоа што некои само критериуми, мали критериуми треба да бидат исполнети, тоа е хемоглобинот кај жени 125, кај мажи 135, да бидат здрави, нели да исклучимо одредено хронично заболување, инаку останатите сите може да даруваат. Крводарувањето не само што представува највисок чин на хуманост, туку и крвта е незаменлив лек секојдневно потребен за спасување на многу животи. Од Институтот за трансфузиона медицина се задоволни од сите досегашни акции кои се реализираа во соработка со Црвениот крст од Кавадарци. Велат дека кога станува збор за хуманоста, кавадарчани се први и спремни да ја покажат на дело.
Државниот завод за статистика ќе ги подобрува капацитетите за унапредување на усогласеноста со стандардите на Европската Унија во областа на статистиката. На телефонската линија Ало докторе совет побарале 1294 пациенти, а за 3,5% се бележи раст во индустриското производство во Македонија изминатата година. Ова се вестите од Македонија. Преку италијанска и словенечка експертска и техничка помош, како и со обука на вработените, Државниот завод за статистика ќе ги подобрува капацитетите за напредување на усогласноста со стандардите на Европската Унија во областа на статистиката. Тоа го возможува твининг проектот поддршка на Државниот завод за статистика за градење на капацитетите и унапредување на усогласеноста со стандардите на Европската Унија. Проектот е во вредност од 742.105 евра, од кои 95% се од ЕУ, а 5% национално конфинансирање ќе го спроведуваат Италијанскиот национален институт за статистика и Државниот завод за статистика на Република Словенија. Целта е Државниот завод за статистика да произведува исцрпни споредливи статистички податоци во согласност со стандардите на ЕУ. Очекувањата на Државниот завод за статистика се преку проектот да се дојде до произведување на поголем број конзистентни податоци, како и организирање и дисеминирање на податоците, да се развие модул на стоки и услуги и нови податоци за прометот во услужниот сектор, како и до подобрување и унапредување на методологиите и статистиките за истражување и развој, за владините буџетски издатоци за истражување и развој и за цената на трудот, изјави првиот човек на Државниот завод за статистика Лидија Костовска. Твининг проектот би требало да придонесе за добивање на повисока оценка од страна на Европската комисија, а со тоа и за подготвеноста на Република Македонија во доменот на статистиката за членство во ЕУ, рече Костовска. Проектот почна да се спроведува лани во октомври и ќе трае до мај 2018 година. Раст од 3,5% бележи индустриското производство во декември 2016 година, во споредба со декември 2015 година. Според објавените податоци на Државниот завод за статистика, индустриското производство во гледање по сектори пораст се бележи во секторот преработувачка индустрија од 2,1% и во снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација од 13,6%, а додека опаѓање од 1,3% во секторот рударство и вадење камен во однос на декември 2015 година. Резултати на пораст во секторот преработувачка индустрија пред се должи на поголемото производство во следниве оддели: производство на пијалоци, производство на тутунски производи, производство на облека, на основни фармацевски производи и фармацевски препарати, производство на други неметални минерали, производство на машини и уреди, не споменати на друго место, и производство на моторни возила, приколки и полуприколки. Производството во декември 2016 година во однос на декември 2015 година според главните индустријски групи бележи пораст кај енергија за 8%, капитални производи за 2,4%, трајни производи за широка потрошувачка за 18,9% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 5,9%, додека опаѓање бележи кај интермедијарните производи, освен енергија за 5,4%. Илјада 294 лица побарале помош на телефонската линија Ало докторе во текот на изминатава недела, соопштија денеска јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. Вкупно 25 доктори се достапни на оваа линија, која е достапна секој ден 24 часа и е со цел да овозможи медицинска консултација во момент на појава на било какви симптоми на нарушување на здравието и е достапна за граѓани од сите градови на Македонија. Јавувањата најчесто се за совети поврзани со респираторни симптоми, кардиоваскуларни проблеми, главоболки, покачена телесна температура, кашлици и симптомна болка. Од воспоставувањето на линијата до сега регистрирани се 136.259 повици од граѓаните и им е даден медицински совет и соодветна симптоматска терапија. Сообраќајна несреќа во која учествувале два автобуси се случила денес на патот Лесковаc-Печењевце.
Полициски лица изјавиле дека во сударот на двата автобуси кои сообраќаеле на редовни линии со полесни повреди се здобиле 9 лица кои биле пренесени во ургентниот центар во општата болница во Лесковец. Следуваат останатите вести од светот. Над 1 милион британци потпишаа петиција со која бараат Велика Британија да ја повлече поканата американскиот председател Доналд Трамп да ја посети Велика Британија и да присуствува на вечера со кралицата Елизабета II. Петицијата е започната пред британскиот премиер Тереза Меј да го повика Трамп во државна посета, што значи дека тој би дошол на повик на британската кралица. Меѓутоа, кампањата за спречување на посетата на Трамп во Велика Британија доби на интензитет откако американскиот председател ја потпише уредбата за забрана на влез во САД на државјаните од 7 муслимански земји. На Доналд Трамп треба да му биде дозволен влез во Велика Британија во својство на шеф на држава, но не би требало да биде повикан во официјална државна посета, бидејќи тоа би представувало срам за незиното кралско височество, се наведува во петицијата. Британските медиуми подсетуваат дека кога некоја петиција е потпишана од повеќе од 100.000 луѓе, пратениците мора да ја разгледаат. Пратениците на владеачката конзервативна партија и опозицијската лабористичка партија ја критикуваа одлуката на Трамп, а лидерот на лабористичката партија Джереми Корбин порача дека државната посета на Трамп треба да се стави на чекање. Првиот разговор помеѓу председателот на САД и Русија Доналд Трамп и Владимир Путин покажа взаемно почитување меѓу двајцата лидери и желба за соработка, потпирајќи се на националните интереси на своите земји, изјави шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Според него, телефонскиот разговор меѓу двајцата лидери ги покажа повеќето области во кои има совпаѓање на интересите на нивните земји, пренесе ТАСС. Лавров вели дека доправа треба да се усогласи временската рамка за натамошните контакти меѓу председателите на Русија и САД, но оцени дека контактите на ниво на експерти меѓу Русија и САД, првенствено во борбата против тероризмот, би требало да станат редовни веднаш штом Трамп го заврши формирањето на својот кабинет. По телефонскиот повик на американскиот председател Доналд Трамп до рускиот председател Владимир Путин, Белата куќа соопшти дека разговорот бил позитивен и е почеток на подобрување на односите меѓу САД и Русија, додека Кремљ наведе дека Путин и Трамп договориле развивање на односите на еднакви основи, а двете земји укажале на потребата од координирана борба против исламска држава. Денеска имавме сончево време со умерена облачност. Максималната дневна температура достигна 4 степени. До среда ќе се задржи претежно стабилно и суво време, а во среда кон крајот на денот и во четврток се очекува локални врнежи од дожд и снег. За подетелни информации да го погледнеме графичкиот приказ во продолжение. Со оваа информација за временската прогноза го завршуваме дневникот. Останете со програмата на К1 телевизија. Од мене пријатно.